Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве не во уште една емисија Поента. Емисија во која ќе бидат анализирани најважните настани што ја одбележа неделава што помина. Како и до сега, така и денес во Поента ќе бидат анализирани актуелни теми од нашата политичка и правна реалност и секако теми кои што се базирани или се засноваат исклучиво врз основа на аргументи, теми кои што не смеат да бидат на ниво на шпекулација или на ниво на неаргументирани тези. Туку секогаш благовремено информираме и изнесуваме одредени сознанија околу реални теми кои што се случиле, меѓутоа и се уште се случуваат во Република Македонија. Како што е познато, минатиот четврток на 7 април стапи на сила одлуката за самораспуштање на Собранието на Република Македонија. Таа одлука беше донесена уште предходно, меѓутоа како резултат на настаните кои што беа поврзани со одложување на изборите закажани на 24 април, оваа одлука за самораспуштање на Собранието стапи на сила на 7 април, а е донесена од страна на мнозинство од вкупниот број пратеници. Со оваа одлука фактички стапи на сцена, би рекла, вистинска уставно-правна какафонија, односно разногласие, што по тој чин, што после таа одлука. Навистина се појавија огромен број на мислења и ставови од разноразни аналитичари, експерти, професори и така натаму, кои дава одговори на безброј прашања кои што се поставија во јавноста, меѓу кои најактуелни беа оние дали Собранието повеќе не може да се состане, дали Собранието може и натаму да се состанува и натаму да работи редовно, дали може да се соберат повторно претениците и да ја сменат да го сменат изборниот датум, односно оној датум кој што е закажан на 5 јуни, или не можат, дали претениците имаат мандат или немаат мандат, дали претениците може да работат непречено и по донесената одлука или не може да работат, какви ли се не прашања и мислења се изнаслушавме во овој период од минатиот четврток, би рекла, се до денес. Лавината разноразни коментари, изјави, мислења на поединци, но и на одредени невладени организации за уставно-правната состојба во која, како што тие велат, се најде земјата, главно е поврзана со едно единствено прашање. Без разлика што имаше многу прашања, суштинското прашање околу кое што се покрена сите овие подпрашања или би рекла дилеми, е дали е можно да се дојде до пролонгирање на изборниот датум на 5 април. Токму затоа решив најголемиот дел од емисијата да ја посветам на ова прашање, односно на прашањето на самораспуштање на Собранието и на сите правни дилеми кои што се покрена во врска со оваа одлука. На старт би почнала дека СДСМ сакаше да проблематизира и се уште проблематизира нешто што не е проблематично. Меѓутоа не е проблематично ниту од уставен, ниту од правен аспект, меѓутоа оваа партија цени дека тоа мора да биде проблематично и затоа постојано го проблематизира во јавноста. Се добива впечаток дека по некакви претходни партиски нарачки од страна на СДСМ, опозицијските аналитичари и експерти почнаа со едно синхронизирано, би рекла, емитување на филмот Уставно-правна криза во земјата, на идентичен начин како што тоа го правеа, ако се сеќавате, пред 2 години, кога синхронизирано го емитуваа филмот на Политичка криза. Целта на овие 2 долгометражни филма е јасна. Прво, и тогаш и сега треба да се спречи
организација на избори со цел да не се види волјата на граѓаните. Тогаш целта беше да се проблематизираат институциите, односно легитимитетот на институциите кој што беше добиен врз основа на полноправни и на легални, легитимни изборни резултати дадени на избори 2014 година, а сега да се спречи организацијата на изборите која што е најавена за 5 јуни. Меѓутоа, целта во основа е идентична или иста. Целта е прво да се делегитимира, оние пред 2 години кога го гледавме истиот филм, да се делегитимираат институциите на начин на кој што тие успеа да го направат, а сега да не се види повторно волјата на граѓаните, која што знаеме дека е погубна за СДСМ. И второто сценарио кое што или целта на овие филмови кои што ни ги пуштаат постојано, особено опозицијските медиуми, е да се пролонгира политичката криза буквално до недоглед, односно се до тогаш додека СДСМ не процени дека рейтингот на ВМРО-ДПМН е намален до тој степен да може да биде победен на избори. Иако и две во овие работи, значи и уривање на легитимитет на институции, уривање на изборниот процес како најсвет демократски чин, но и пролонгирањето на кризата до недоглед нема допирна точка со реалноста, затоа што граѓаните не ги есапат едноставно ваквите тези и ваквите барања. СДСМ заедно со уште неколку пајтен опозицијски партии повторно одлучуваат политички да се играат со нив, затоа што едноставно ако се погледне во изминативе 10 години, буквално секоја измината година е идентична за СДСМ, идентични се барањата на СДСМ на политички план, идентични се би рекла излезните решенија кои што тие ги нудат за надминување на кризата. Постојано е во оптек играта за борбата за слобода и борбата за демократија, која што видовме дека е веќе до тој степен депласирана да ниту еден граѓанин не ја сваќа сериозно. Меѓутоа, опозицијата сваќа дека единствената сламка за спас воопшто за нивното постоење на политичката сцена е токму да се игра на таа карта, да се игра на картата на пролонгирање на кризата до недоглед. Играта се продолжува не само преку политичките партии, туку и преку оние разноразни експерти кои што живеат од проектите на странците, кои треба да раскажуваат разноразни филмски фабули, не така како што се напишани, туку така како што СДСМ сака да ги гледа и сака да ги размислува. Партиска проценка е дека ова е последната шанса за некаков, макар и теоретски, политички пресврт во земјата, со наводно користење на правни аргументи, иако сите правни аргументи, ако убаво се погледнат и анализираат законите им, се тотално неправни. Бранителите на политиката на кризи на СДСМ имаат задача да представат една нова сега уставно правна криза во земјата. Првата причина за таквата криза ја бараат во тезата дека Република Македонија постапувањето на сила на одлуката за само распуштање на собранието е сега наводно во уставна криза и во правен вакуум. Нивните аргументи се темелат на фактот дека собранието е распуштено, а председателот на собранието на Република Македонија одлучил да го пролонгира донесувањето на актот за распишување на предвремените парламентарни избори до 15 април. И сега околу овие, би рекла, правни факти се вртат голем број на дезинформации или на разногласија во делот на тоа што сега, дали имаме навистина правен вакуум и дали навистина Република Македонија е во уставна криза. Според СДСМовските експерти, земјата е веќе западната во правна криза, но да видиме дали е тоа навистина така, да видиме пред се што вели теоријата на парламентарното право и што велат нашите позитивни прописи. Парламентарното право познава правна состојба во која мандатот на сите пратеници
им престанува и пред времето кое што е утврдено во Уставот на земјата, ако пратениците одлучат така, или ако некој друг носител на функции во содејство со представничкиот орган, најчесто со спикерот на представничкиот орган, одлучат парламентот, односно собранието, да се распушти. Така, например, во Австрија, но и во голем број други земји, како што се Франција, Данска, Германија, Италија, Холандија, Норвешка, Шпанија и редица други земји, мандатот на пратениците им престанува кога сојузниот претседател донесува одлука за распуштање на долниот дом, најчесто бидејќи се работи за држави кои што имаат бикамерализам, односно два дома во парламентот. Тој донесува одлука за распуштање на долниот дом од собранието, нормално врз основа на претходна консултација со премиерот и со спикерот на долниот дом. Во ваков случај, мандатот на пратениците им престанува колективно на сите пратеници од денот на донесување на актот за распуштање на собранието. Формално правно, сепак, во овие земји, како и во Република Македонија, мандатот на пратениците од претходниот состав им трае до верификацијата на мандатите на новоизбраните пратеници во собранието, но тој мандат по својата сила и по својот карактер е повеќе формален отколку суштински. Што значи формален карактер на мандатот? Тоа значи дека пратениците се до верификацијата на новоизбраните пратеници имаат право да примаат плата, имаат право на сите останати придонеси од здравствено, социјално, пензиско и така натаму осигурување, но немаат право суштински на нивниот мандат, во смисла на тоа да повторно се состануваат во собранието, да повторно ја започнат работата на пленарните сесии, да повторно ја продолжат работата на комисиите во собранието или комитетите во собранието. Значи, немаат право на суштински мандат од кој што им произлегуваат сите права и должности утврдени согласно Уставот и Деловникот, туку нивниот мандат е од формално правен карактер. Тоа значи дека сите пратеници кои што се во фаза на распуштање, односно кои што се распуштиле во сите европски парламенти, вклучително и во македонскиот, по актот на распуштање им престануваат суштинските права и должности кои што ги имаат пратениците согласно Уставот и актите, но формално правно тие и натаму имаат мандат кој што им завршува се до денот на верификацијата на мандатите на новоизбраните пратеници. Тоа значи дека распуштените пратеници, како што кажав, немаат суштински права кои се извлекуваат од функцијата пратеник. Тие не може да побараат, и доколку сакаат, не може да побараат нормално и непречено остварување на правата и должностите кои што им се утврдени во Уставот, односно во нормални околности тие не можат повторно да ја поништат, би рекла, таа одлука на само распуштање и повторно се вратат назад со цел повторно да одлучуваат, да работат како да е се тоа, како да не постоела одлуката за само распуштање на собранието. Тој мандат суштински може да се продолжи само во единствен случај во Република Македонија. Во случај на прогласување воена состојба или во случај на прогласување вонредна состојба, односно состојба кога државата е погодена со некоја природна непогода или е проширена некоја епидемија, заради кое што мандатот на пратениците мора да биде продолжен. Во ниту еден друг случај, собранието на Република Македонија не може да го се врати во повторниот состав и да работи нормално како да не е донесена одлука за само распуштање на собранието. Што значи дека со стапувањето на сила на одлуката за само распуштање на собранието на Република Македонија на 7 април, на сите 123 пратеника колективно суштински им престанаа правата и обврските што ги имаат од парламентарниот мандат и тука приказната, би рекла, околу или идејата околу повторно свикување на пратениците во собранието е
непотребна понатака да се раскажува и воопшто не треба да се отвораат тие дилеми како можни или како опции кои што стојат на располагање на политичката сцена. Отаму целата оваа врева за некакво наводно повторно собирање на пратениците во собранието и повторно разгледување на одлуката за избори, што посебно ја подгреваат СДСМовското раководство, но и експертите кои што се блиски до нив, е едно замајување на јавноста и давање на лажна надеж дека постои уставно-правно решение за некаква наводна кризна состојба во земјата. Тука правиме мал пауза за реклами и останете со Поента и со Радио Слободна Македонија. Продолжуваме таму кај што застанавме. Констатиравме дека уставно-правна криза во смисла на тоа дали имаме или не редовно собрание во Република Македонија, односно што со одлуката за само распуштање на собранието, ја надминавме како дилема и рековме дека правна кризна состојба во земјата не постои, односно дека таа може би постои само во главите на раководството на СДСМ и на нивните експерти кои што ги шират овие дезинформации. Но и понатака сме на темата на дезинформациите и на ширењето на хистерија во јавноста. Сега, околу поместувањето на датумот за објавување на актот за распишување на новите предвремени парламентарни избори во Службен весник. И повторно да дадеме одговор на дилемата дали председателот на собранието може или не може да ги распише изборите по стапувањето на сила на одлуката за само распуштање на собранието. Интересно е што СДСМ повторно во таа своја еуфорија и во таа своја заложба да го промени датумот за избори, се обиде да ја излаже јавноста со невистини и да создаде привид на противуставност во земјата. Не знам дали намерно или можеби ненамерно или од знаење или од незнаење, заборавија дека во Уставот на Република Македонија во член 52 став 2 јасно стои дека законите и другите прописи се објавуваат во Службен весник на Република Македонија најдоцна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Тука секако дека во терминот други прописи не може да се сместат само оние подзаконски прописи кои што се носат, туку во Службен весник се објавуваат и разноразни решенија, одлуки и така натаму, меѓу кои решението, односно одлуката за распишување на парламентарни, но и за распишување на председателски избори, локални избори и слично. Токму затоа, мислам дека несоодветното читање на член 52 став 2 од Уставот укажува или на непознавање на уставната материја или на намерно изостанување на овој член од Уставот со цел да се прикаже вистинитоста во наводници на привидот на таа противуставност во земјата. Токму затоа мислам дека голем дел од лицата кои што ги бранат тезите на СДСМ намерно си ги затвораат очите пред оваа уставна одредба која му дава право на председателот на собранието да го објави актот за распишување на парламентарните избори најдоцна во рок од 7 дена од денот на неговото донесување. Ако денот на донесувањето е 7, нормално дека рокот ќе почне од 8. Така што ако е најдоцна 7 дена, 8 плюс 7 е 15, односно 15 април. Од тука прашањето е дали намерно овие експерти си ги врзаа очите со црна шамија и не проценија дека председателот на собранието можеби го има подпишано актот за распишување на предвремени парламентарни избори на денот кога стапи на сила одлуката за само распуштање на собранието. И при тоа ја искористи оваа уставна можност од 7 дена да му остави простор
на највисокото изборно тело, Државната изборна комисија, да ги финишира работите околу избирачкиот список. И што е тука противуставно? Председателот на собранието може да го потпише актот за распишување на предвремени парламентарни избори на денот кога тоа собрание се самораспуштило, односно кога стапила на сила одлуката за самораспуштање, и да го искористи уставното право најдосна во рок од 7 дена да го достави таквиот акт за распишување на предвремените парламентарни избори за објавување до службен весник. Оваа уставна можност или ова уставно време од 7 дена беше и такако потребно на Државната изборна комисија, со цел да ги доврши сите оние започнати активности врзани со теренската проверка, но и со синхронизирање, би рекла, или усогласување на извештаите кои што се појавија како резултат на теренските проверки на записите од гласачите на во избирачкиот список. Не знам навистина што е тука противуставно или незаконски во целата оваа постапка која што ја води председателот на собранието. Може би единствено дилемата која што ќе му се јави на раководството на СДСМ во главата е дали тие би го направиле тоа, доколку тие имале право да изберат свој председател на собрание, дали тие ќе му остават простор на Државната изборна комисија да се ги заврши започнатите работи и навистина Република Македонија да излезе со избирачки список кој што е со целосна доверба од страна на јавноста. И дали воопшто би постапиле така кога се работи за некое друго прашање од национално значење. Или можеби за нив би било поприфатливо работите да стојат во место, ништо да не се работи, ништо да не се надминува, само и само да останеме во една состојба на импровизирана или замислена во главите уставно-правна криза, со цел да му се наштети не само на угледот на ВМРО ДПМН, туку да им се наштети на интересите на државата и на македонските граѓани. Одамна е прочитана таа книга, која што упорно ни ја дава СДСМ за читање. Тој филм во земјата нема да се гледа, затоа што уставот е сосема прецизен и роковите се испочитувани во рамките на утврдените, би рекла, термини. Работите се врват согласно почитување на начелото на владење на правото, а правото, така како што е запишано, ги диктира условите на терен, сигурно дека не ги диктираат СДСМ и нивните партнери. Единствено што зависи од СДСМ и нивната платформа за спас е тоа дали ќе одлучат да излезат на избори или нема да одлучат да излезат на избори, што е нивно демократско и легитимно право. Секој политички субјект се одлучува за својата политичка иднина, но и одлучува дали има што да ја понуди на македонската јавност и врз основа на тоа донесува финална одлука дали ќе оди на избори или ќе одлучи да ги бойкотира изборите. Тука правиме мала пауза за реклами и повторно се враќаме во студијата за некоја минутка. Останете со Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со емисијата Поента, понатака со втората работа која што исто така крена лавина од експертски толкувања и мислења поврзани со одлуката на владата да ги поништи сите акти кои што беа донесени од страна на техничките министри во Министерството за внатрешни работи и за труд и социјална политика, а назначени од страна на СДСМ. Повторна лавина на коментари дека наводно, но и не само лавина коментари, туку и официјални изјави од министерот за внатрешни работи дека со оваа одлука е направен груба повреда на уставот и на законите и дека е повреден договорот од Пржино и дека владата како колективен орган немала мандат да одлучува за поништување на незаконските акти на техничките министри.
И повторно, нели, една серија канонади од експерти и мислења кои што одеа на оваа линија дека наводно владата нема право да одлучува за поништување на незаконски акти. Но ајде да видиме дали е така. Во Уставот на Република Македонија, како и во договорот од Пржино, кој што е операционализиран во Законот за влада, како и во измените и дополнувањата на Законот за владата, никаде не стои можност, а уште помалку право на техничките или на сите останати министри во владата, без разлика, значи, на карактерот на нивната функција, дали се технички или се полноправни министри, дали се министри или се заменици министри. Никаде, значи, не стои можност да овие лица работат спротивно на уставот на државата и спротивно на законите во земјата. Јас барем не сум видела уставна или било каква законска одредба во земјата која дозволува беззаконие, која дозволува самовластие на носителите на јавни овластувања. Не сум видела досега уставна или законска одредба која дозволува арбитрерност, значи надредување над сите останати носители на јавни овластувања или дискрециони наметнувања на поединци над уставот и над законите во земјата, само затоа што тој или таа се на позиција министер и само затоа што тој или таа доаѓаат на позиција министер од опозицијата. Се уште не сум видела уставна ниту законска одредба во која што стои дека ако си дел од некаков политички договор, па макар и пржински, дека си амнестиран, односно дека немаш никаква должност да работиш согласно уставот и законите. Оттаму, ова противправно дивење на двајцата технички министри во двата ресора за неколку месеци, кои што ги добија, нели, пред неколку месеци, меѓутоа направија огромна штета во работењето на ресорите. По мене требаше да се спречи уште многу порано, односно од првиот акт кој што го донесоа противзаконски, требаше веднаш да се реагира на соодветен начин. СДСМ требаше да ги подучи овие своји технички лица дека согласно член 51 став 2 од Уставот на државата, секој, вклучително и Оливер, вклучително и Фросина, и Кире, и Љупчо, и кој да е должен да го почитува Уставот и законите во државата. Дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи, вклучително и нивните акти кои што ги донесоа незаконски, треба да бидат во согласност со Уставот и со законите. Донесените незаконски решенија, во кои што се имаше и политичка позадина, за намерно деградирање на неколку стотици вработени во Министерствата за внатрешни и за труд и социјална политика, требаше веднаш, по моје мислење, да бидат поништени од владата на Република Македонија, бидејќи тоа не е само право на владата, туку е истовремено и должност на владата на Република Македонија. Да не заборавиме дека во Законот за влада стои должност на владата да укине или да поништи пропис или друг акт на министерствата, на органите на државната управа и на управните организации, кој што не е во согласност со Уставот, со закон или со друг пропис на собранието, односно со пропис на владата. Оттаму констатацијата дека правото важи за сите и правото мора да важи и за СДСМ, конечно исплива на површина и навистина поздравувам одлуката на владата за поништување на сите овие незаконски решенија, кои што не само што се незаконски, туку се и против сите стандарди за професионална и за стручна служба, за која што постојано се залагаат и СДСМ, но и европските и меѓународните представници во Република Македонија. После цела оваа дремолетка, која што беше врзана со овие две прашања, неминовна е констатацијата дека на ЗАЕФ и на раководната структура на СДСМ мора да им се признае една работа,
како добро сработена работа. Тие за 2 години успеа да го превртат буквално на глава целиот правен и политички систем во земјата. Им успеа да внесат таков правен и политички хаос во државните институции и во органите како што до сега не сме виделе, а богами не сме ни чуле. Преку наводно лажниот процес на враќање на некаква слобода и на демократија во земјата, овие лица успеа да монтираат опасни незаконски и неуставни институции во системот, од кои секојдневно штета трпат граѓаните на Република Македонија. Стартот на хаосот, знаеме сите, беа политичките бомби, но финалето, веројатно врв на лажниот процес за наводно враќање на слободата и демократијата, се овие правни бомби, односно овие незаконски решенија, што преку злоупотреба на договорот од Пржино, раководната структура на СДСМ ни ги смести буквално во секое ќоше на државните органи каде што тие раководат. Министерството за внатрешни работи и она за труд и социјална политика повеќе не личеа на министерства, туку на параспор органи, партиски испостави кои водеа грижа единствено за интересите на Заев и неговите душници. Во овие 2 министерства се виде лицето и опачината на делувањето на СДСМ. Се виде на дело како СДСМ практикува политика и како СДСМ ја замислува политиката која што ако дојде на власт ќе ја практикува како реалност. Се виде како Заев, лидерот на СДСМ, ја замислува политиката како реалност. Оние флоскули за некакво наводно одвојување на партијата од државата, за департизација на институциите, за професионализација на сите институции согласно системот на заслуги и компетентност, што како флоскули СДСМ секојдневно ги вергла преку медиумите, во моментот кога дојде на позиција на власт, буквално СДСМ ги фрли во отпад, откако нели ја помирисаа власта. Видовме како СДСМ реално ја замислува професионалната администрација, како вистински анонимуси и залутани, ја би рекла и сомнителни типови, запоседнаа клучни ресори во државата, затоа што биле луѓе на кои министрите од СДСМ најмногу им верувале. И од тука, значи, не процесот на департизација, не процесот на професионализација, не процесот на одвојување на државата, туку процесот на доверба и партиска лојалност е првиот и единствен критериум за брзо потезно качување по скалилата за унапредување во службата на лица блиски до овие 2 министра. Секако, воспротивно со сите европски стандарди за професионалност и компетентност во службата и секако воспротивно со сите оние правила кои што се врзани со новите закони за административни службеници, но и сите оние правила кои важат за професионалната служба во МВР и во труд и социјална политика. Партиската лојалност по мене го згази правото, но и правните постапки за унапредување по неколку скалила, по 8, по 10 скалила нагоре, кршејќи ја при тоа не само систематизацијата на работните места и начинот на унапредување, туку повредувајќи ги сите можни законски и уставни одредби кои што се однесуваат на унапредување во служба. Тука правиме мала пауза за реклами и останете со последните неколку минути од емисијата Поинта. Продолжуваме со емисијата. Застанав таму каде што констатира фактички дека партиската лојалност и партиската послушност го згази правото и правните постапки за унапредување, но едновремено го погази легалитетот, а го врати на сцена опозицијското самоволие и самовластие. Како што кажав, ги врати на сцена принципите кои одамна веќе не постојат во нашиот правен систем, како што се принципот на арбитрерност во работењето и во одлучувањето на државните органи, што е забранет согласно сите меѓународни конвенции, принципи и правила. Понатака го внесе во правниот систем треморот, односно правната несигурност, нетранспарентноста, бидејќи голем дел од законските решенија буквално беа донесени, незаконските решенија беа буквално донесени преку ноќ,
ја засилија неодговорноста, како правната, така и политичката, непочитување на внатрешните акти за работа, но и за систематизација во ресорите, но направија повреда и на бројни права од работен однос, односно загарантирани со Законот за работните односи. Буквално државните органи кои беа под водство на СДСМ се трансформираа во партиски подружници, чија цел не беше заштита на државата, туку ништење на мерките и политиките кои што беа преземени од ВМРО ДПМНЕ. Претворени во партиски подружници, овие две министерства има и друга цел на делување. Практично оневозможување или спречување на изборниот процес да се случи на 5 јуни, бидејќи Министерството за внатрешни работи заедно со Државната изборна комисија се всушност клучните органи кои што треба да бидат инволвирани во изборниот процес на целосен начин. Така што преку овие промени незаконски, тие фактички се ставија целосно на услуга на политиката која што ја води СДСМ во смисла на пролонгирање на изборниот ден, односно изборниот процес да не се случи на 5 јуни. Но работите после одлуката на владата сепак се вратија во нормала. По донесената одлука на владата за поништување на над 500 незаконски решенија, донесени од страна на Оливер Спасовски и Фросина Ремински, започна процесот на враќање, би рекла, на правото и правниот систем во нормала, враќање во претходна состојба и колку толку враќање на правниот ред во системот. Секако дека со правната лакрдија што беше направена, работите не можат веднаш да се вратат во нормала, меѓутоа, нели за се треба време, меѓутоа по оваа одлука и по влегувањето во сила во службен весник и постапувањето на сила на одлуките, работите ќе се нормализираат полека, но сигурно. Одлуката на владата не само што не е правно не само што е правно издржана, туку таа е пред се фокусирана кон внесување ред во насилно наметнатото безредие, посебно во ресорите кои што беа запоседнати од страна на новите министри. Одлуката има не само правна важност, туку има и значајна символична вредност во пресвртниот момент кој го означи господинот Груевски на последната пресконференција, во кој што се објави одлуката на ВМРО ДПМНЕ дека ќе учествува на избори, дека ќе има избори на 5 јуни, со зборовите доста беше. Во очекување на други одлуки, секако пред се од правосудните органи, дефинитивно треба да се сврти една нова страница во политичкото делување. Она што се случи непосредно пред започнување на емисијата Поента, сигурно знаете и веќе слушнавте дека на пресконференција председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов, изјави дека денеска донел одлука за поништување, односно одлука за престанок, би рекла, општ прекин на сите постапки кои што се во судските органи, кои што се покренати против политичари и нивни соработници. Таа одлука треба дополнително да ја видам, да ја разгледам и секако дека ќе биде предмет на анализа на емисијата Поента наредниот вторник. Значи, сето, би рекла, збирно постапување на институциите, прво одлуката на владата, а сега и одлуката на председателот на Република Македонија, би рекла дека е вртење нова страница во политичкото делување, нова страница која што сум убедена дека ќе биде референдумски потврдена и поддржана од страна на граѓаните на Република Македонија на изборите на 5 јуни, затоа што владењето на правото е единствената опција за земјата. Овие наметнати состојби од надвор на правно насилие, на арбитрерност во одлучувањето, состојби на делегитимирање на институциите кои што се легално и легитимно избрани од страна на граѓаните, незаконските злоупотреби на дискреционите овластувања за лични и партиски цели, попречување на избори, кој што е, би рекла, кривично дело, но и
чин со пошироки политички и правни последици, но и слични действија ќе останат запишани во, би рекла, во меморијата на македонските граѓани како неуспешен обид за државен удар во земјата. Секако дека нема да се заборави ништо што беше предизвикано, ништо во што СДСМ и сите останати активно придонесуваа за втурнување на државата во правната бездна. Партиските војници кои беа впрегнати во реализација на овие процеси, наместо како борци за слобода, ќе бидат запишани како борци за рушење на македонската држава. За крај би сакала да се повикам на Евангелието според Матеј, кој што рекол, цитирам: "Вие добро знаете дека питомото дрво раѓа питом плод, а дивото дрво див плод, зашто дрвото се распознава според плодот. Змиски рожби, како може од вас да произлезат благородни зборови кога сте зли? Устата го зборува тоа што човек го има во срцето. Ве предупредувам дека за секој непромислен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Твоите сопствени зборови или ќе те оправдаат, или ќе те осудат." Тука сакам да ставам крај на оваа емисија. На крај останува да ви се заблагодарам за вниманието, да кажеме дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 12 април 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Вие останете во убав, би рекла, пролетен ден, останете со убаво расположение, останете со добри мисли и уживајте на денешното сонце кое што ќе го имаме, претпоставам, уште час и половина. Со добра мисла ве оставам до следниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Пријатно и довидување. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.